Дневникот на еден телевизија, а во него еве што ќе гледате. Градежните активности на автопатската делница Демиркапија Смоквица се на половина од работите. Патот треба да биде готов до крајот на 2016 година. Часот на планетата Земја ќе се одржува и во Струмица, со цел поттикнување на граѓаните за заштеда на електричната енергија. Можна е појава на цветање на зелката поради температурните промени кои настанаа во изминатиот период. Превенција и заштита од злоупотреба на интернетот и социјалните мрежи беше темата на која во Средното училиште Димитар Влахов во Струмица се одржа едукативна работилница. Учениците се информираа околу користењето алатки за заштита при користење на интернет, а се запознаа и со процедурата каде да се обратат доколку најдат на ваков проблем. Предавањето го проследи колешката Делоска. Во ерата на интернет општеството, заштитата од злоупотреба на достапните информации треба да биде на највисоко ниво. Најмладите, како најчести корисници на глобалната интернет и социјална мрежа, се директно вклучени во нивната употреба. Токму на тема превенција и заштита од злоупотреба на интернет и социјални мрежи, секторот за превенција при СВР Струмица одржа едукативно предавање за средношколците од Димитар Влахов. Искуствата покажуваат дека оваа целна група, иако е информирана, има потреба од дополнителни податоци околу користењето на алатките за заштита. Пред да се вклучат на интернет или да бидат корисник, би требало да ги запознаат пред се алатките кои што ги нуди за заштита оваа веб страница, понатаму да не ги дават своите податоци комплетно, да ги значи колку што повеќе пласират информации за нив, толку може да бидат и злоупотребувани. Понатаму, например, доколку се случи проблем, на кого да се обратат и како да го решат проблемот. Од училиштето велат дека ваквите предавања се од огромно значење за учениците, чие секојдневие во последно време се заснува токму на користење на социјалните мрежи и воопшто интернетот. Дека е многу битна оваа тема за нашите ученици, бидејќи тие се секако најголемиот број на корисници на социјалните мрежи, па треба да стекнат некои знаења и сознања како да се заштитат од злоупотреба на истите. Вакви предавања досега се одржаа во повеќе основни и средни училишта во општината. На едукативните работилници младите, освен што можат да научат како правилно да користат интернет, се информираат и каде точно да се обратат кога ќе најдат на проблем. Во Македонија веќе 30 години се спроведуваат проекти и се освојуваат програми за заштита на електричната енергија, за која освен што се трошат пари, туку има и големи штетни влијанија врз животната средина. Со цел поттикнување на граѓаните за штедење, Црвен крст од Струмица се вклучи во акцијата Час на планетата Земја, која ќе се одржи на 28 март во сабота, со почеток од 20:30 до 21:30 часот. Акцијата се случува во 162 држави во светот. Можеме ли да го замислиме нашето секојдневие без осветлување, без топла вода, радио, телевизија, фрижидери, компјутери или без автомобили? Сите овие благодати се поврзани со трошење енергија, кое чини пари и има штетни последици врз животната средина. Веќе 30 години Македонија е вклучена во проекти за подобрување на енергетската ефикасност, но се уште има високо ниво на нерационална употреба на енергија. Токму поради истакнување на важноста за заштеда на енергијата, Црвен крст во Струмица повторно ќе биде дел од акцијата Часот на планетата Земја во сабота на 28 март, кој се случува во 162 држави во светот. Вклучат сите општински организации во организирани акции кои во исто време во 20:30 во сабота на самиот ден ќе се вклучат во исклучување на светилките на јавни објекти, јавни места, општински организации. Црвен крст Струмица тоа ќе го направи на градскиот плоштад во Струмица заедно со својот клуб на млади волонтери кои ќе земаат исто така учество. Оттаму информираат сите заинтересирани кои сакаат да се вклучат во акцијата со себе да понесат свеќе од подолготраен карактер за да се обезбеди осветлување во траење од 1 час.
Да ќе биде фатен моментот кога всушност се исклучува струјата, тие видеа, тие фотографии ќе бидат испратени на специјален линк, таму ќе бидат разгледувани и пратени во Сингапур, во самото седиште, каде ќе оди пресконференција на која можеби повторно оваа година ќе оди наша фотографија, затоа што минатата година се случи тоа. Од познатите јавни личности во Македонија кои ќе се вклучат во акцијата се Даниел Кајмаковски и Трајче Георгиев, учесникот на Пинковиć Звездички. Најголеми потрошувачи на електрична енергија во Македонија во 2012 година биле домакинствата со 36,5%, индустриските сектори со 26,6% и останатите сектори со 17,2% од бруто домашната потрошувачка на електрична енергија. Градежните активности на автопатската делница Демир Капија Смоквица се на половина од работите. Од Агенцијата за патишта велат дека досега се завршени 55% од планираните активности. Патот треба да биде готов кон крајот на 2016 година. Такси превозниците велат дека ќе имаат корист од новите автопатски решенија. На половина од рокот за завршување на работите, изведувачот на автопатот Демир Капија до Смоквица реализирал 55,11% од планираното. Статистиката на Агенцијата за патишта покажува дека кај двата двоцевни тунели завршена е 76,43% од работата. Кога станува збор за мостовите, завршени се малку над половина од работите, односно 51%. Очекувањата се дека коридорот 10 ќе овозможи брз проток на луѓе и стоки. Патот до грчката граница се намалува за 8 км во споредба со стариот пат, а време траењето на патувањето се намалува за 30 минути. Од Сдруженијето на таксисти од Струмица велат дека придобивките ќе бидат големи. Факт е дека во последно време се има големи зафати во однос на патната инфраструктура. Самото подобрување на патната инфраструктура како за нас, така и за другите, значи многу. Се скратуваат патиштата, побрзо се стасува до дестинациите и на исто така трошоците за амортизација ќе бидат намалени, бидејќи патиштата очекуваме да бидат добри. Користа од сите автопатски делници е голема, но струмичките автопревозници со нетрпение го чекаат завршувањето на автопатот Миладиновци-Штип. Па конкретно за нас луѓето од Струмица и за струмичките таксисти, мислам дека е поважна делницата што се гради од Штип до Миладиновци, додека исто така и мислам е важен патот што се гради преку Смоквица до Демир Капија. Меѓутоа патот што е значи Миладиновци Штип е поприоритетен затоа што ние најчесто кога одиме за Скопје одиме преку тој пат. Така што очекуваме дека време траењето на транспортот од Струмица до Скопје доста ќе се намали, така што сите ќе имаат придобивки, како патниците, така и ние. Должината на трасата на автопатската делница од Демир Капија до Смоквица изнесува 28,18 км. На отворената траса финишира работата на подпатниците со степен на изведба од 97%, а кај надпатниците изведени се 44% од работите. Изведуваче грчки актор, а за автопатското решение на коридорот 10 ќе бидат потрошени 210 милиони 148 милијади евра. Крајниот рок на изградба е 2016 година. Селата Ангелци и Пиперово ќе може да се приклучат кон системот за отпадни води во Василево со плаќање на рати. Вчерашната изјава од градоначалникот Стојанов. На повеќето средби кои ги имавме со граѓаните од населените места на територијата на општина Василево беа побарани повеќе услуги, меѓу кои беше и приклучокот на системот за одведување на отпадни води да се направи на рати. Според барањата кои ги имаме од граѓаните, претежно од населените места Ангелци и Пиперево, кои веќе имаат можност за приклучок на системот за одведување на отпадни води, односно на системот за фекална канализација, веќе е донесена одлука на управниот одбор на комуналното претпријатие дека тоа можат да го сторат уште во текот на утрешниот ден, можат да го сторат на рати. Со тоа што првата рата ќе изнесува 9.000 денари, а остатокот од ратата 9.000 денари ќе можат да го плаќаат на 12 еднакви рати. Затоа ги повикувам сите граѓани кои се заинтересирани да се приклучат на системот за одведување на отпадни води, тоа можат да го сторат и на рати во текот на наредните денови.
Агроекспертите најавуваат можно цветење на пролетната зелка на оние места кои не беа залиени од поплавите. Тие ги советуваат земјоделците да го почитуваат стручното мислење и со тоа да имаат помали загуби. Земјоделците велат дека ова година очекуваат штетите кај зелките да бидат 50%. Агроекспертите најавуваат дека е можно цветање на зелката на површините кои не беа залиени со вода, поради температурните амплитуди кои се случуваат во изминатиот период. На посевите кои беа залиени со вода, земјоделците очекуваат штетите да бидат големи, односно да изнесуваат 50% од производството. Ова година имаме посадено околу 1 хектар со зелка, од кој половина се под пластеници, но како и секаде и ова место беше зафатено од големите врнежи и се јавија на поголемите површини голема подпочвена вода, а некаде и целосно поплавување на зелките. Штетите ќе бидат и такако големи, некаде за мој рачун ги сметам јас некаде околу 50%. Се уште не можеме да кажеме за зелката на отворено, но инвестицијата за производство во пластениците каде поголема и сметаме дека загубите ќе бидат огромни. Поради промените во температурите, зелката наместо да ги помине фенофазите на развој за 2 години, таа ќе ги помине за 1 година и наместо формирање на глава ќе дојде до формирање на цвет, а како таква зелката не може да се пласира на пазарот, велат агроекспертите. Од физиолошки аспект, фенофазите предвидени за 2 години, поради временските неприлики, таа ги минува за 1 година. Кога има такви температурни амплитуди, треба да се внимава на она проветрување, што помали климатски амплитуди да има кај зелката во пластеникот. Оние производители, дел од нив, кои имаат запазено оние критериуми, ќе имаат берба за 10 дена. И зелката ќе стартува сигурно околу 60 денари по кило. Но производителите кои не внимаваа на тоа и не знаеа, тие ќе имаат цветење на зелката, а тоа е нивни губиток. Експертите советуваат земјоделците наместо да бараат виновници за настанатата состојба да се обратат за стручно мислење. Кога има нагли температурни промени, да вршат проветрување на пластениците, за да се намали температурната разлика, а сето тоа ќе доведе до помали губитоци. Модерните технологии да се дозволуваат да ги користат децата после 3-та година. Постојаниот контакт на децата со телефоните и таблетите може да ги збуни децата и да дојде до мешање на јазикот на кој што зборуваат. Модерните технологии кај децата треба да се дозволат над 3-та година, кога тие се веќе свесни за нивната употреба. Психолозите велат дека не треба да се дава таблет или мобилен телефон на дете помало од 3 години. На таа возраст децата се уште не го зборуваат мајчиниот јазик и со слушање на втори јазик од цртаниот филм на компјутер може дополнително да се збунат и да ги мешаат зборовите. Но не секогаш користењето на модерните технологии е негативно. Тие може да бидат корисни за децата, посебно во делот со логичките игри. Не е за строго забранување да не имаат допир, меѓутоа нека постои некоја одредена возрастна граница. Сметам дека од најраните години детето се изложи на таков тип на технологија е многу лоша. Значи нека биде во периодот на 3, 4, 5 години, нека се почне од покасно да се користи. За мене не е окей едно малечко дете кое што се уште не развило моторика да се движи, да го има таблетот пред себе за да биде мирно. Сепак сите цртани филмови не се за деца. Оние кои обработуваат тема суперхерои можат да произведат агресија. Затоа и при пуштањето на анимираните филмови, родителите треба да праваат селекција. Многу ретко може да се види како некои деца играат на улица. Некогашните игри, керна, џамија, народна, ластик, криенка, веќе како да се заборавија. Наместо ова, децата може да се видат како играат единечни или игри во мрежа, во интернет кафулињата. Младите заинтересирани за посета на театарот. Во Струмица се фаворизира театарската уметност и се почесто се споделува од страна на медиумите. Струмичкиот театар најавува за ова сезона нови представи. Да погледнеме од прилогот. Сите сакаме театар кој ќе биде моќен, ќе се спротивставува, ќе шокира и ќе магиосува во актерска и техничка смисла.
Инаку главна специфика на театарот е силниот актерски сензибилитет. Режисерот Тренчевски вели дека во Струмица се фаворизира театарската уметност, но и дека се популаризира од страна на медиумите и има заинтересираност за посетеноста на театарот од страна на младите. Институциите на системот треба да воспостават спрега за таа да се афирмира малку повеќе во образовно-воспитниот процес, можеби, нели, ако така можам да се изразам, значи уште од основните и средните нели училишта да задолжително посетуваат, како што своевремено нели посетувавме, а не да бидат преплавени со одредени нели случајни, би рекол, изведби од страна, значи со странични понуди, и во таа смисла би требало да се агитира малку повеќе, значи сите заеднички да зајакнеме нели како јадро нели театарско. Горан Тренчевски вели дека за да има поголема посетеност на театарот од страна на младите, треба да се подобрат и сценските услови. Сценските услови треба да се подобрат и во санитарен и во друг аспект, нели, затоа што температурните услови секој пат не дозволуваат да има поволности и за играта, а и за восприемање на представата од страна на публиката. Јас подолго време се занимавам нели со таа проблематика, па и со промовирање на киноусловите. Меѓутоа, ние сме само поединци тука. Значи, државата и институциите на системот треба да вложат максимални усилби да ги подобрат условите. Театарот Антон Панов во Струмица со нови сили работи на збогатување на репертуарот и подготовка на нови проекти, велат од таму. Денеска е премиерата на кабинетот на професор Тарана, првата на Струмичкиот театар за оваа сезона. Станува збор за представа од Артур Адамов во режија на Горан Тренчевски. Министерството за труд и социјална политика со 38 милиони денари започна втората фаза од проектот за реновирање на 7 центри за социјална работа во земјава во престојните 9 месеци. Вестите од земјава и од регионот. Министерството за труд и социјална политика со 38 милиони денари започна втората фаза од проектот за реновирање на 7 центри за социјална работа во земјава во предстојните 9 месеци. Стартот на работите во општините Демир Хисар и Крушево го означи министерот Диме Спасов, кој посочи дека речиси сите центри се градени пред близу 5 децении и досега ретко кој од нив бил реновиран. Дополнително во следните 9 месеци ќе бидат реновирани центрите за социјална работа во Битола, Прилеп, Охрид, Гевгелија и Штип. Со тоа што планираме до крајот на годината да се заокружи оваа фаза на реновирање и потполно менување на целата застарена опрема. Во градежните зафати објектите ќе бидат енергетски ефикасни, со термофасади и нова доградба, нови санитари и нов мебел, а целта е подобрување на условите за работа и ефикасноста во приемот на граѓаните. Шефицата на европската дипломатија Федерика Могерини денеска ќе предстојува во Приштина, а утре во Белград со цел да го поттикне дијалогот меѓу двете страни да разговара за, како што е најавено во Брисел, следните чекори на Србија и Косово на европскиот пат. Вчера во Приштина беше одржана министерска конференција на 6 земји од Балканот на која се расправаше за регионалните инфраструктурни проекти. На состанокот еврокомесарот Јоханес Хан изјави дека Унијата планира до 2030 година да даде милиарда евра за проектот инфраструктурата во регионот. И Србија и Косово после минатогодишните избори се соочуваат со важни предизвици, особено кога се работи за општествено-политичките реформи и сеопфатна нормализација на односи. Порача Могерини и додаде дека ќе стане збор за примена и на досега постигнатите договори во дијалогот Белград и Приштина. Меѓу учесниците на состанокот во Приштина беше и шефот на српската дипломатија Ивица Дацик, што беше прва посета на еден српски дипломат од независноста на Косово во 2008 година. Ова е дневникот на еден телевизија. Во продолжение спортските вести. Македонската фудбалска репрезентација утре вечер во 20 часот и 45 минути ја пречекува репрезентацијата на Белорусија на арената Филип II во рамки на петото квалификациско коло за Европското првенство во фудбал во Франција 2016 година.
Ова е прво соочување на нашата фудбалска репрезентација против репрезентацијата на Белорусија на официјален меч. Нашите репрезентативци, после 4 одиграни кола, со една победа против Луксембург и 3 порази, се наоѓаат на 4-то место во групата С, со освоени 3 бода и 2 бода предност пред Белорусија и Луксембург. На врвот на табелата се наоѓа Словачка со максимални 12 бода пред Шпанија и Украина. Фудбалската екипа на Плачковица се наоѓа на второто место во третата македонска фудбалска лига и цели конвлес во втората лига. Дека плановите на екипата се сериозни, сведочат подготовките на екипата во Швајцарија. Фудбалерите на Плачковица од Радовиш вчера, по покана на нашите иселеници, заминаа во Швајцарија, каде во саботата ќе одиграат еден ревијален надпревар против екипата на Македонија од Берн. Екипата на Македонија од Берн се надпреварува во втората група од четвртата швајцарска фудбалска лига, а е формирана по иницијатива на нашите иселеници таму во 1998 година. Ракометарите на Вардар во пресрет на полуфиналето на регионалната ракометна СХ лига денеска отпатуваа во Веспрем. Вардар во ова полуфинале се најде како директен учесник откако заврши на второто место на табелата од регуларниот дел на шампионатот. Нашиот вице-првак и актуелен шампион во СХ лигата значително ослабен ќе се обиде да го одбрани овој трофеј. Илија Абутовиќ, Матијаш Брумен и Тимур Дибиров се имињата кои поради повреда не отпатуваа со останатиот дел на екипата. Вардарци надпреварот го играат утре во 17 часот и 45 минути против екипата на Мешков Брест од Белорусија. Во другото полуфинале, домаќинот на Final Four турнирот Веспрем ја пречекува екипата на Загреб. Овој полуфинален меч ќе се одигра утре во 20 часот и 15 минути, веднаш по завршувањето на првиот полуфинален меч. Мечот за третото место и големото финале се играат на 29 март во недела. Овде се одјавуваме од Дневникот на Еден телевизија. Останете со нашата програма. Пријатно!